И во делници и во празници земјоделците во Качанската котлина брзаат да ги посеат планираните површини под ориз. Тие што и покрај честите врнежи успеа навреме да ги подготват нивите за сеидба, сега ги полнат со вода и го фрлаат семенскиот материјал. Меѓутоа има и такви кои каливата почва не ја обработија, па сега настојуваат во последен момент да посеат. Во Кочанско досега се посејани 30% од планираното, што значи дека главната сидбена кампања и трката со времето допрева предстојат. Сеидбата мислам дека е вред. Оваа година по е добра него од прошлата година. И има доволно вода, има оваа година. Водарите си ја гледа подобро работа оваа година, мислам дека ќе е повред оваа година. Беше полоша минатата година. Оваа година е по-успешна, мислам, е добра за сеење за сеидбата. За доснетата сеидба ги наведува земјоделците да се определат за турските сорти семе поради пократкиот период на вегетација. Дури стручњаците препорачуваат за сите што сеат по 20 мај да употребат некои од семињата кои во изминатите 2 години пробно беа пуштени во производство. Во производство во оваа година, во 2015 година, ќе бидат расширени и неколку турски сорти, како што се сортата Гала, потоа сортата Гјонен, Халилбеј, Хамзадере, Ефе и некои други сорти, значи во зависност од тоа кои сорти, значи самите земјоделци ќе ги преферират, односно самите земјоделци бидејќи кај нив се произведува и во претходните 2 години, во текот на 2014 и 2013 година, така да земјоделците веќе имат искуство со сите сорти, покрај тоа што имат сознаја нели со долгогодишно одгледување на сортата Сан Андреа, сега значи овие сорти од Турција имат искуство веќе 2 годишно и по нивен избор тие ги бират сортите и ќе ги засејуваат на полињата во Кочанско. За процентот на реализираната сеидба, еве што истакнуваат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од планираните 4310 хектари во моментот се посејани 1360 хектари, тоа е некаде околу 32% од целокупната површина. Водата е пуштена во сите полиња и се надеваме дека кон крајот на другата недела ќе имаме посејаност над 60%, бидејќи земјоделците на време ги подготвија своите парцели. И додека едните глава ги боли како навреме да ја издржат сидбата, тие што први посеа веќе размислуваат какви пестициди да употребат против плевелите и болестите. Проблемот го усложнува променливото време, бидејќи пониските температури се погодни за бујна вегетација на плевелите, кои практично побрзо напредуваат од оризовата култура. Затоа за нивно сузбивање се потребни поголеми издатоци.